Турција затвара граници, Грција ги активира сите стручни лица во здравството, а Македонија сега набавува сапуни. Антибактериските сапуни ќе бидат наменети за во училиштата, меѓутоа тие во борбата со вирусот COVID-19 се чувствуваат напуштени од министерот за образование, откако тој им порача да не се подпираат на буџетот на министерството затоа што си имаат свој. И основното и средното образование се финансира директно од страна на државата, од централниот буџет во форма на блок дотации. И тие средства не се наменети само за исплата на платите, туку во секоја општина има доволно средства и за подмирување на режиските трошоци, но и за одржување на хигиената. Одлуката за итна мерка набавка на заштитни средства падна предвадена, со што владата му наложи на Министерството за здравство итно да набави соодветна количина сапун и дезинфекциски средства за училиштата, детските градинки и јавните тоалети. Други мерки на владата се одложување на екскурзии во сите училишта, како и организирање едукативни часови за превенција од вирусот. Во меѓувреме кај нашиот јужен сосед, каде досега се регистрирани 3 случаи на вирус, откажани се сите манифестации. Кај нас, иако има заразен пациент со овој вирус, засега нема никакви ограничувања на јавни собири. Спасовски последно изјави дека најважно е што сите државни служби се подготвени да реагираат и дека нема причина за паника. Засега не постои лек или вакцина против овој смртоносен вирус. Светските гиганти САД и Кина започнаа со тестирање на потенцијален лек врз луѓе. Поранешниот министер за здравство Бујар Османи смета дека најголемата борба ќе следи откако ќе излезе вакцината. Според него ќе настане трка помеѓу малите и големите земји за набавка на лекот, а факт е дека огромни количини ќе заминат кај големите држави. На светско ниво има 81.104 случаи со коронавирус, додека на Балканот, каде има повеќе од 40 милиони жители, досега се регистрирани 7 заразени со новиот коронавирус. Регистрирани смртни случаи нема.